Дваесетина млади невработени лица од југоистокот преку разни обуки, иновативни кампови и работилници, но и со умрежување на млади од соседна Грција, ќе креираат бизнис планови на иновативни идеи. Сето тоа е предвидено во рамките на проектот Бизнис екосистем како интегриран систем што Центарот за развој на Југоисточниот Плански регион ќе го реализира преку програмата за прекогранична соработка со соседна Грција во наредните 2 години. Самиот проект ќе се насочи и кон младите сегашни и потенцијални предприемачи на кои што ќе им се помогне да развијат нови иновативни идеи, меѓутоа ќе им се помогне и ваквите идеи да ги реализираат, односно до крај идеите да ги претворат во активности. На тој камп ќе бидат присутни 19 учесници, истите ќе имаат можност да слушнат успешни приказни од успешни предприемачи. Исто така ќе биде предвидена практична работа за изработка на бизнис планови и сето тоа во соработка со реномирани експерти, консултанти и од регионот и од нашите партнери од Универзитетот Гоце Делчев. Интересно исто така по тој проект е што ќе се набави 3D опрема, односно принтери и скенери, кои што ќе бидат достапни за користење во заедничкиот простор кој што се наоѓа во рамките на Центарот за развој. Младите невработени го поздравија проектот. Се надеваат дека истиот ќе биде од голема корист за нив да креираат иновативен бизнис, посебно кога има можност за вмрежување, но и размена на искуства. Симе Митев вели дека е потребна само храброст кај младите да се отпочне свој бизнис. Баш мислам дека таквите евенти како овој ќе помогнат не само на мене, него на било која млада личност да дојде тука, и затоа што на едно место ќе има повеќе млади луѓе кои се иновативни и ќе се запознаат и ќе се направи некоја конекција, тогаш може и дел да се спојат и да направат нешто заедно. Имаме искуство и порано со работа, така, и најдобро е, како што кажаваме, повеќе млади луѓе, па не мора да се млади, може и некој повозрасен, кога ќе се спојат заедно со некоја иста цел и да направат некој проект, да го реализират и за да биде успешен. Па мислам дека како идеја имат скоро сите. Најмногу што е потребно кај младите, мислам дека е храброст да не се плашат, додат напреде. И нормално, веќе кога имаш храброст и идеја, парите ќе дојдат сами по себе, може да се најдат, затоа што ти ако имаш добра идеја, добра реализација, и сега со овај проект се направи добар бизнис план. Кога имаш добар бизнис план, можеш лесно да најдеш инвеститори. Ако не најдеш инвеститори, може и да употребиш нешто средство од државата и да се покрене истото. Проектот на македонска страна чини 152.000 евра. Во истиот е вклучен Универзитетот Гоце Делчев во Штип како партнер, каде универзитетски професори ќе даваат совети и консултации како да се изработи бизнис проект кој ќе најде на интерес кај инвеститори.